Повелете. Гледам, колешке, дека многу се изнервиравте од вистината, но јас продолжувам со вистината и тоа ќе го кажувам и кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, тоа што не чини, не чини. Тоа што чини, чини. И еве ви, да ви кажам, оваа ваша реторика е завршена. Завршена работа е таа ваша реторика. Минато е. Не продолжувајте понатаму. Второ, може да ве замолам, еве, го спомнавте Скопје 2014, сега ќе ви кажам последно што ми се случи, тука одејќи за на фудбалскиот надпревар Македонија-Словенија, 4 словенци во години како мене слегоа пред триумфалната капија и ме прашаа на каде е стадионот, им кажав, им реков, одете преку плоштадов и така. Вика, ги прашав дали сте биле во Македонија, па рекоа сме биле, ама пред 30 на години. И знаете што викат, и да знаете, викат, после 30 години, може да ме сослушате малку. Ова е мислење на словенци, не е на македонци, не е на Благоја Деспотовски, не е на ВМРО ДПМН, не е на СДСМ. Словенци што не дошле 30 години, рекоа центаров на Скопје е преубав. Тоа го рекоа словенци. Тоа мене ми го рекоа. Немаше што да им кажам. Да им кажам што вие зборувате за тоа е друго. За тимот за привлекување странски инвестиции и парите што се потрошиле, најправилно потрошени пари, ќе го сватите тоа, затоа што 30.000 луѓе се вработија во слободните индустријски зони, сега тројца не се вработени за 3 години. Катастрофа. И зборувавте за криминал, така? Рековте Белата палата од каде е направена е, постои. Кај се сега овие париве со торбиве, со ова што ги носите, кај се немат ни бела, ни црна палата, никаде. Значи, разликата е огромна, да знаете. Значи, вие морат да сватите едно, дека помина ова време на лаги и измам. Помина. Не смеам ни јас да лажам, ама вашите лаги и измами помина. Што и да зборувате натаму, граѓаните на сите ќе ни судат на избори.